А сега е време за гости. Мојата колешка Искра веќе го пречека нашиот прв утрински гостин, кој што е советник на град Скопје. Топол поздрав и добро утро за Стефан Кирков. Добро утро, Искра, и за тебе. Добро утро. Имаме тема многу актуелна. Многу неубава тема. Да, кажам, јас уште сум во некој грчи шок мачни не имам од саботата, токму затоа и го викнавме Стефан, кој што знаат веќе нашите гледачи, на некој начин наш редовен известувач за состојбата на зоолошка, откако е во сомнителни раце, или така да кажем, не знам како да кажем, откако самите не знаеме што точно се случува, освен тоа што е советник во град Скопје, тој е и зооактивист и активист за правата на животните. Да, повелете. Стефан, добро утро. Добро утро, Искра. Редовно не известуваш. За жал, секој твое гостување се полошо и полоша е состојбата. Не е полошо гостувањето, туку она што го кажуваш е полошо. Разговорот со тебе секојаш ми тече лесно, но овој пат искрено не знам никако да го започнем. Како да започнеме, да, сите сме затечени од ситуација во која се најдовме. Јас мора да кажам да се заблагодарам дека што вратите на телевизија Алфа и вашата утринска се секогаш отворени за сите прашања кога се работи за животните, без разлика дали биле домашни, зоолошка градина или расни. Меѓутоа мора да кажам дека ете секој мој гостување има некој повод кој е во негативна конотација. Да. Се надевам еден ден ќе дојдеш со некоја убава. Да, баш нели кога се договаравме за гостувањево, еднашка не гостува за да имаме некоја позитивна работа и да се пофалиме како град или држава дека нешто направивме за добровит на животните. Јас мислам вака да започнеме. Знаат гледачи дека ќе зборуваме за она што се случи во саботата. Имаме сите мешани чувства. Иако разбравме дека се случува по протокол, но сепак тука се прашањата зошто тоа се случи. Дали мораше така да се случи? Дали можеше да се избегне? Ајде ќе започнеме од тоа. Сабота, убав ден, и одеднаш сите преку социјалните медиуми, преку другите медиуми разбравме за и видовме и видеа и слики кои што никој од нас не сакаше да види. Слики и видеа кои не разбудиат со стрес, може да кажам, поготово за сите скопјани, за сите македонци кои се сакаме зоолошката градина, затоа што јас ќе го започнам разговорот. Зоолошката Искра во Скопје е една од најстарите зоолошки во Европа. За 2 години Зоо Скопје ќе прави 100 години од постоењето. Никогаш не се довела оваа установа да биде под клjuč. Таа се наоѓа во срцето на Скопје и треба да е гордост за сите скопјани и за цела Македонија. И беше. Сега, што конкретно се случи? Проблемот тлее веќе од во вторникот, кога ние, како советници, може да кажем, имавме некој дојава од вработените внатре, дека е угината птица и дека имала... Гуска, поточно, така? Угината е гуска која имала однесување кое асоцирало на тоа дека е заболена. Реагирале до менеджментот на зоолошка, кој тогаш директорот не бил ни тогаш на работа и ја стајано тоа така, се до моментот додека на некој таму од вработените, да не го именуваме, му текне дека може ова да прерасне во инцидент. Се чекало до четвртокот, до петокот, за да тоа погинато животно, кој мора да кажам дека од надвор, значи не е во собственост на Зоо Скопје, значи е долетана гуска од надвор, со живеалиште надвор од зоолошката градина, е однесено на ветеринариот факултет за да се утврди веднаш дека станува збор за вирус H5N1, мислам дека беше поточно, кажано кој е смртоносен и дека е високо ризичен да ги зарази сите животни. Значи, од самиот старт, во вторникот, кога веќе ви добивте, не биле испочитувани протоколите. Протоколите, и тоа е многу опасно. Протоколите кои се? Како требало да се постави? Сима регулативи по кои работи зоолошката градина, работат сите зоолошки градини. Значи, не за џабе има и асоциација, се вика ЕАЗа, тоа е Европска асоциација за зоолошки аквариуми, за на гледачите да им појасниме, тоа е како Европска унија за луѓето. Значи, строго дефинирани правила кои што треба се почитуваат. Регулативи кои мора да се почитуваат. Веднаш што погине било какво животно, и папагалче да е, мора да се однесе на ветеринариот факултет да се направи патологија, биопсија од што тоа животно е погинато. Затоа што таму има околу 400-300, не знам точно, таму ќе нас е многу помалку, меѓутоа имаше многу животни.
за да не биде причинител за заразна инфекција, мора да се направи одредено испитување. Од тука веќе проблемот лее и од тука веќе настанува проблемот. Веднаш што доаѓа во случајот шатката на ветеринарниот факултет, резултатите стигаат и резултатите се потресни, на што ветеринарниот факултет го известува на АХВ, Агенцијата за храна и ветерина, кој е надлежно тело за ваков тип на работи во Република. Значи, тоа е државна институција и мора да постапи. АХВ се јавува во зоолошка со соопштение, тоа соопштение архивски заверено, затоа што вели АХВ, затворете зоолошката, постои вирус, вие не смеете да работите. Затоа што таму на дневна основа има околу 1000 до 2000 посетители. Зоолошка градина не го почитува апелот од АХВ и АХВ постапува во саботата наутро затоа што смета дека донесуваат одлука на ниво на Република, затоа што постапува дека може да се прерасне во епидемија. Затоа било времено известено менаџментот на зоолошка градина и сите релевантни институции. АХВ на терен, таму не идуваат веќе одма на отпор и не ги пуштат инспекторите да влезат и да постапат. Навистина можем да кажем многу искра политика во целата работа. Пак ќе напоменам, животните немаат ниту политичка партија, ниту име и презиме, ниту членска книжка. Само се жртви на нашите политики, на така, и мора да се деполитизира зоолошката затоа што го допревме дното, фотографиите и видеата кои ги видовме навистина нема кого не потреса. Оно што се случи исто така во саботата е она на кое што постојано сме сведоци, а тоа е веднаш префрлување на вината од едни кон други и во однос на соопштенијата веднаш имаше диаметрално спротивставени ставови. АХВ го нарече хумано убивање. Од страна на зоолошка излегува со термин невиден масакр, така нешто. Масакр вооружени лица. Како? Масакр со вооружени лица. Не баре има атентат на некој или нешто се случува. Ти како би го нарекол, да речеме ова? Еве, ако од една страна, рековме хумано убивање, ова масакр на вооружени лица. Јас бев затечен од целата ситуација во саботата и морам да кажам дека веднаш исконтактирав ЕАЗа, затоа што имам и приватни конекции. Од дете сум таму зооактивист, познавам многу луѓе од менаџментот на ЕАЗа, да видам што другите земји. Требаше ние да влеземе, така го изгубивме. Ние бевме на прак, но го изгубивме статусот на членка и сме бандирани 5 години, не сме да бидеме членка. Потенцијално, значи не очекувам многу работа да го сакаме да банирани уште кога беше подобра состојбата. Сега не 5 години, веројатно 50 ќе ни треба. Сега мислам дека треба книжани стават, ако се прашувам јас, но ајде да предеме малце на подобра тема, затоа што ЕАЗа е една тема која треба, мислам, во некоја емисија да ја заработиме. ЕАЗа вели, штом се добие наод на овој вирус, веднаш мора да се постапи со, можам да кажам, хуман отстрел на животните или евтаназија. Јас нема да кажам дали било добро постапувањето од страна на АХВ или не. Она што го видов и мене ме потресе. И нема кого не потресе. И тоа е следното, дали можеше на похуман начин да го направи тоа, не знам, веројатно можеше. Меѓутоа во секоја зоолошка, еве ќе земам пример Романија, во зоолошката во Букурешт, пред 3 години го имаат истиот случај како кај нас. Долетува кај нив гуло под надвор и прави таму да се заразат околу 11 птици. Они постапуваат по насоките на ЕАЗа исто, меѓутоа затвараат зоолошката за јавност. На радиус од 3 км вели законот дека вие морате секое животно кој има во контакт со заболеното животно да го евтанизирате, дека за ова не постои лек во ветерината. Пак ќе кажам, дали можеше подобро? Веројатно можеше. Дали можеше хумано? Веројатно пак ќе кажам можеше. Меѓутоа, ајде нека биде апел до и државните институции да се подобрат во своите работи, да бидат поспремни на вакви ситуации, затоа што ако сакаме да имаме европска зоолошка, ние мора да ги почитуваме тие регулативи. Сега, таму некој што меша политика, што ги искористува социјалните мрежи за политички цели, социјални мрежи говорам на јавно предпријатие, навистина тоа не е во ред и ги потресе сите граѓани. Некој треба навистина и кривично да одговара затоа што постираше во јавност такви снимки и такви фотографии. Ова зборуваш се сепак, за да бидеме попрецизни, за официјалниот сајт на зоолошка профил и официјалниот мејл на јавната установа Зоолошка градина. Ова го зборам затоа што доцна вечерта, вчера, искочи соопштение од вработените од Зоолошка градина,
за да се заштитат преку сон. Ја знам дека они подолго време трпат тортура и не се задоволни во установата во која работат веќе 2,5 години, они се оставени таму на милост и немилост, таму нема искрен менеджмент. И затоа ни се случува овој помор на животните. Не се вработените криви. Тие се професионалци кои со години работат таму. Они излегуваат доцна вечера со соопштение, тоа денес ќе биде проследено до вас медиумите, каде што се оградуваат од изнесените видеоматеријали и содржината која е пратена и објавена на социјалните мрежи од на официјалната страна и од официјалниот мейл. Значи, политика на влашоничката да не е Пред отприлика една недела имаше исто некои политички памфлети и соопштенија исто така беа постирани, што немаше врска со Золушката. Менеджментов на градов и влашоничкава се ги искористува профилите на јавните претпријатија за своја политичка пропаганда. И тоа мислам дека е апсурдно и мора да биде санкционирано. Евен ги повикувам јас како советник во град Скопје јавното обвинителство или кој е више надлежен за ова да навистина покране иницијатива. Ова не се случило досега. Имате ви официјална страна кај што треба да биде на јавното претпријатие, да има содржина од јавното претпријатие, не да се искористува за политика. Стефан, јас сакам сепак малку уште да подразчистим околу случувањата во саботата, затоа што имаше многу реакции. Премногу. Имаме мешани чувства. Значи свативме дека тоа е протоколот, дека едноставно за да се заштити човекот, сепак човековото здравје е пред се, тоа мораше да се случи. Но во однос себе да речем, јас пак ќе се навратам на тоа хумано убивање, што малку ми е оксиморон, некако не ми оди едно со друго, но ете така законски фигурира. Видовме снимки каде што живи беа фрлани во контейнер. Полуживи, да. Полуживи, така. Овака, пак ќе кажам, регулативите се такви какви што се за жал. Тие животни и да не биле евтаназирани, тие животни се високо ризични дека може да пренесат вирус на сите животни во зоолошката градина. И тоа навистина можеше да не се случи помор и епидемија со катастрофални последици и за здравјето на првично другите животни, за вработените во зоолошки и за сите нас во Скопје. Пак ќе кажам, дали можеше похумано? Веројатно можеше. Она што го видов јас се потресов, ако ми веруваш, не ќе целен да отворам на интернет, затоа што немаше портал кој не ги објави. Еве да подсетиме 24 патки, 6 гуски, 5 кокошки и една чаф. Ние може само од оваа ситуација да бидеме среќни затоа што тука во близина имаме и фламинга кои се многу ретки птици. Имаме и пингвини кои се најретки птици, во кои биле во непосредна близина со ова заболено животно кое ја направи оваа епидемија во зоолошката градина. Ги заштитивме нив благодарение на вработените кои еве се 24/7 на работа, дали и се подстрав, дали некој од овие животни ќе пројави симптоми на овој вирус. Така да пак ќе кажам, не беа пријатни тие. Мора како држава и како институција да се спремиме за вакви ситуации. Мора да се евтаназираат тие животни. Не сме ни први ни последни кои го спроведуваат ова. Ние мора да заштитиме зоолошката градина и сите животни од овакви епидемии, да бидеме спремни како држава. Политиката на страна. Пак ќе кажем, животните не имаат политичка партија и не треба да го доживуваат ова што го доживуваат во моментов во Скопје Зу, најстарата зоолошка градина во Европа. И едно друго прашање кое што сметам дека е многу важно, кое што исто така циркулира по социјалните медиуми е со оглед на тоа што заразената птица дошла од надвор. Да. Зошто се тоа се случуваше само во зоолошка и кои ни се гаранциите дека сепак во градскиот парк нема други заболени? Да, Дали се... оваа птица е дојдена од надвор во зоолошка, затоа што во зоолошка во езерцето доаѓаат птици за да се нахранат. Тие се диви шатки и гуски понекогаш има, и гулаби, и страчки, и врапчиња. Сега, од мојот контакт со Агенцијата за храна и ветерина, во периодов кој престои веќе, мислам дека од понеделникот, од неделата, веќе има инспектори во градскиот парк и покрај кеот на Вардар, каде што ваков тип на животни живеат во тие средини и вршат целосен надзор дали некој од овие птици пројавува симптоми. Ние не можеме да го тепаме сите птици, да се разбереме во градскиот парк, но мора да бидеме внимателни. Агенцијата за храна и ветерина работи по овој случај и јас им благодарам затоа што и моите информации велат дека еве и до доцна синоќ они биле во градскиот парк и поред кеот на Вазар, каде
го проверувале ова. Ке се проверуваат луѓе кои одгледуваат кокошки, луѓе кои одгледуваат гулави. Сите оние кои можеле да имаат пристап до ова животно, до оваа шатка, да кажам, која ете ги има овие симптоми. Од каде е долетано ова животно никој не може да знае. Може долетано од соседно Косово, од Албанија, од Србија. Да, вчера имаше и професор од факултетот за ветерина кој што рече најверојатно птица пресилница во Србија имало претходно, да. Многу е опширна тема и не можеме и пак е најверојатно, не можеме да знаеме. Меѓутоа, мора да бидеме предпазливи, а Агенцијата за храна и ветерина е должност и тој е работа да искочи на терен и овие и да следи ситуацијата, затоа што пак ќе кажем, здравјето на луѓето е пред се. Ние овде имаме прекршување на неколку протоколи во кои е загрозено здравјето на вработените во зоолошка, здравјето на животните и здравјето на посетителите. И директна одговорност и вина кој има за тоа? За мене директна вина има менеджментот на зоолошка градина, затоа што многу доцна алармира дека има починато животно со симптоми на птичји грип. И тоа е, можем да кажем, скандал од невидени размери. Да се случише некаде надвор, во земја членка на ЕУ. Ја мислам дека одговорност кривична во најмала рака ќе имаш. Еве да го земеме најлошата варијанта. Бејби Зу, го знаеме како еден регион во зоолошка градина каде што има највеќе птици. Тука има кокошиња, мали, пиленца, папагали кои на дневно основа околу, да кажем, 70% дечиња го посетуваат тој регион Бејби Зу. Има директен контакт со животните. Не де Боже, да се случише нешто поголемо. Кој ќе беше виновен и дали смеевме како јавна установа во каде што доаѓаме со нашите деца да уживаме во да ги запознаеме животните, да го запознаеме животинскиот свет, да доживееме такво нешто не се случи во таква институција. Недозволиво, нека биде еден аларм за сите вклучени, и како јавна установа, и како градоначалничка, и како држава, еве ова нека биде на аларм да не ги отвори очите, да бидеме во едина многу поспремни за ваков тип на ситуации. Стефан, оно што сега ќе се случува 21 ден ќе биде затворена зоолошката. Најмалку 21 ден. Освен она што се соопшти дека дезинфекција ќе се врши. Но прашањето ми е, точно е дека со години не се вршила дезинфекција? Моите сознанија и кои се официјални кажуваат дека веќе 3 години ние немаме ниту распишан тендер и во контекст со вработените таму е по целосна морална одговорност, ќе кажам јас, нема извршена дезинфекција во колку е тоа само по себе опасно за здравјето на посетителите? Високо ризично и не само што треба да биде 21 ден затворена зоолошката. Најмалку 21 ден треба да биде зоолошката, таму потхитно се потребни реформи и инвестиции. Таму се оставени луѓето, вработените и менеджментот ги остави сами на себе. Се борат од што ги сакаат животните вработените. И еве една пофалба до сите нив. И благодарност. Мора да има дезинфекција, мора да има реформи, мора да има инвестиции. 21 ден се најмалку за ние да видиме дали некој од животното ќе пројави симптоми. 21 ден се потребни да АХВ ги провери сите кафези, сите животни, да земе брисеви, да види дали покрај овој вирус имаме и други заразни бактерии и вируси внатре. Така да, пак ќе кажам, навивам се да искочи во ред и апелирам за итни промени во менеджментот во зоолошка градина, затоа што искрено ние од најпосетувана установа. За 3 години имаме помор на повеќе од 40 екзотични животни. Да видиме од што починаат тие животни и кој ќе поднесе конечно одговорност за оваков помор што не се случи во Скопје Зу, гордоста на Скопје, да кажем, зоолошка градина. Бидејќи секогаш си ги споменуваме како наши миленичиња, да се Жикане го споменавме во меѓувреме и Жикане напушти, ќе остане ли некое живо? Ако се сеќавате на моето последно гостување кај вас, кажав дека Жика е болен. И за Жик има низ да пропусти, иако беше стар. И мора да кажеме дека фондот на животни кој го располага Скопје Зу се стари животните и мора да бидеме спремни за вакви ситуации, но мора да бидеме провезани да имаме соодветен ветеринарен тим. Да, Жика почина од старост, меѓутоа веќе подолго време пројавуваше симптоми кои искочија во јавност клипови и слики, затоа што лавот е во тотална депресија. Прашањето е дали можеше да му се помогне или не.
Таа енигма веќе ние никад нема да дознаеме, но пак ќе кажам апел до градоначалничката да ги се освести, да почне да работи онака како што треба. Ако не е спремна за ваков тип на работа, нека се поднесе оставка. Има луѓе кои сакаат и можат ова да го направат, да застанат на чело на зоолошка градина, да волонтираат луѓе со цел решавање на овој проблем. Тука мора да ги поздравам сите активисти кои во овие неколку дена во кои зоолошката градина ги поминува најтешките денови во последно време, се јавија да волонтираат и се јавија со помош. Општествени компании кои ќе понудат и финансиска помош доколку е потребна, затоа што сме скопјани, затоа што сме македонци, се сакаме зоолошката градина, на Скопје му личи зоолошка градина, е во срцето на Скопје и мора да се сочуваме. Политиката на страна. Да, еве, за да не бидеме премногу груби, значи, нормално дека не секој се разбира во се, зоолошката е едно посебно место за живење, но има кого да послуша. Активистите и вработените оттаму може да се почне. Јас велам, ако се сака се може, не за џабе е составена таа ЕАЗа каде што учествуваат повеќе од 40 земји кои се членки на ЕАЗа. ЕАЗа дава строги директиви, регулативи, само треба да сакаме, не треба да мудруваме многу, да ги следиме нивните регулативи, да бидеме во контакт со нив и повторно да правиме зоолошка градина горда, Скопје да биде горд на зоолошка градина, сите ние да имаме европска зоолошка градина, пак ќе кажем за нас и да возможиме на животните благосостојба и убави живеалишта и долг живот. Стефан, многу ти благодарам. Повторно ќе ни гостуваш. Благодарам, се надам надам со нешто подобро. Да, Светла, ние можеме уште 21 ден да зборуваме. Знам. Потполно сум сигурна дека можете да зборувате и треба да се зборува за ова, навистина, да не се дозволи вакви ситуации во иднина, бидејќи зоолошката е наша гордост, како што рече и Стефан, и како што се сложуваме сите. Генерации израсна таму. Така. Благодарам многу за целиот ангажман и тоа што се следи оваа ситуација која сите нас апсолутно не засега, ја имате нашата поддршка.